Деветте лекови на проширената позитивна листа за висок крвен притисок, срцеви заболувања, третман на депресија и за деменција. Од денеска пациентите можат со рецепт да ги земат во аптеките. Но ова е само почеток, велат здравствените власти и премиерот. Министерот Таравари најави дека од сега на секој 3 до 4 месеци ќе има на дополнување на позитивната листа од плюс 1 до 3 лекови. Јас знам дека никогаш не е доволно. Најдобро би било сите лекови да бидат на позитивна листа и ништо не плаќаат граѓаните, меѓутоа ние сепак сме сиромашна држава и треба да рационализираме. На вашето конкретно прашање се надевам во почеток на идната година ќе имаме уште едно проширување, можеби не со 9 лекови, меѓутоа со неколку сигурно. И премиерот Мицкоски вели дека на дополнувањето на позитивната листа нема да застане тука. Тој уверува дека владата ќе се залага на неколку месеци да се додаваат нови лекови, затоа што според него граѓаните заслужуваат современа и поевтина терапија. Во периодот што следи ќе гледаме на секој квартал по 1, 2 до 3 лека да ги ставаме на таа позитивна листа и тоа да биде пријатно изненадување за граѓаните. Со овие 9 генерички лека мислам дека драматично ќе се подобри понудата и ќе се заштедат средства кои што досега ги плаќа на приватна сметка граѓаните, сега ќе бидат на товар на фондот. Ставањето нови лекови на позитивната листа во пракса значи дека пациентите ќе добиваат посовремени и поевтини лекови на рецепт, на товар на државата, наместо да плаќаат од джеп и поскапо, често и од други држави. Затоа што листата не беше ажурирана повеќе од една деценија, граѓаните добиваат застарени лекови, иако постојат нови и поефикасни за нивната болест.